Колку благослови се обраќаш на што да. Вака да се тебе, молите ги. Ако излези мечката са да и полека да не си ние по-половина. Не може от човек да има мечка се Почитувани, одиме во живо протестот во Битола. Неорганизирани, меѓутоа со голема волја, се движиме по широк сокак. Бевме собрани пред Магнолија, едноставно маршираме низ широк сокак. Ова е првичен протест против вакцинацијата, против мерките кои што ни ги наметнува ова окупаторска и узурпаторска власт. Предпоставуваме дека овие што седат се вакцинирани. Нас ни е забрането, од утре до душе, да седиме во кафулина, во кафеани, да се движиме и така натаму. По моја слободна проценка имаше некаде по 1500 до 2000 луѓе. Напоменувам, ова е прв протест од ваков тип. Наредниот пат би требало да сме поорганизирани и со озвучување, и со камери, со сите работи, за да го продолжиме она што го започнавме денес. Не знам како е Скопје и другите градови. Се надевам слично како во Битола и мислам дека е време да започнеме со одбраната на нашите свети. Одам во живо. Ева малце доловате од битолската атмосфера. Градот на клавирите, градот на конзулите, кој што овие власти перманентно од 90-та го направија најголемото село во Македонија. Не знам колку се слушам. Не можам ни челото да го видам некаде напред, многу ми избега. Вечервава требаше да дефилираме со лити, меѓутоа не добивме благослов од оние кои што треба се грижат за Божите работи. Ништо, одиме сами, не се откажуваме, затоа што имаме причина. Се работи за нашите животи. Овдека што ги гледат овие кафулина, од утре ќе бидат празни или само за вакцинираните. Подршка до сите кои што се вечервава излезени на улиците. Подршка до скопјани, струмичани. Подршка до сите оние кои што се однесуваат како луѓе.
Сега за сега толку се одјавувам. Ќе седам покасно. Долг е нашиот широк сокак. Километари 500. Реки народ. Иста мисла. Еве, типичен пример на незаинтересирани, си седат, уживат, кафенце си пијат. Типичен пример на идиоти, кажем, идиоти. Одиме во лајф одиме. А во лајф не за идиотите, како седат идиотчината и не гледат како се лиња. Некој намерно не дели на вакцинирани и невакцинирани. Па не паметам од кога Битола била толку полна. Беше вака некога за Илинденските денови. Еве и безбедноста тука е, жолтите елеци, нема провокации, нема немири сцени. Безбедноста. Добро е. Поздрав мозок, 45 дена, ако има прелег. А во јули нема што да заборе. Требало сега? 45 дена. А во јули нема што да заборе. Прашање до окупаторот, кој што се надева дека го прати и тој овај настан во Битола. Што ќе правите? Што ќе превземите со толку народ? Како ќе не задржите дома? Како ќе не натерате со сила се вакцинираме? Ќе не тепате? Ќе не казнувате? Ние така ќе ви седиме, нема се браниме? Не знам како ви е замислена идеја. Толку ли не гледате дека цел свет гори? Пратете, дајте сител, Канал 5, пуштете што се случува во Париз. Пуштете во Минхен што се случува. Се додека е мирно, добро е во рете. Изда тука некаде крајот ќе види. Нема предводницата некаде многу напред. Изда тука ќе види. Пред офицерскиот дом за вршницата. Ќе се повторам, ова е прв протест со обир од ваков тип. Не сме организирани, ова е народен, ниту едно политичка партија или издружение не стои за ова. И затоа немаме нити озвучување, нити знамиња, нити транспаренти, нити се она што го прави еден протест. А тука од прилика крајот е. Тука сме едни до други, вакцинирани со невакцинирани. Еве, тука се. Ова е офицерскиот дом во позадина. Нашиот герој Стив Наумов. Zeleno je lik.
Momče. Moment. Że warto nasze to skakatowe da warto nešto za vas, za site nas, za naše tekstove. Našime baranja i da se iskašine našime prava. Da ste zdravi živi. Pozdrav od Bitola.